Денеска првото утринско кафе го пиеме со Сотир Трајков, новинар кој работи скоро 30 години. Моментално Сотир Трајков е вработен во Телма телевизија, а има дипломирано на одсекот новинарство на правниот факултет Јустинијан I во Скопје. Дали секторот култура добива доволно медиумско внимание и како изгледа едно вообичаено утро на новинар кој работи во информативна редакција? По продолжение слушаме токму од него. Сотир, добро утро и добро дојдовте во нашата утринска емисија. Добро утро, добре ве најдов, Марија. Со кои утрински ритуали го започнуваш денот? Пред се пијам кафе, пијам вода, пијам зелен чај, пијам вода и така започнувам секој мој ден. Напомена дека пиеш и кафе и чај, дали тоа е поединечно, секој ден различно или пак во текот на едно утро? Сето тоа влегува во утринскиот ритуал. Секој утро се вари кафе, се пие една голема чаша вода, па се пие чај, па се пие уште една чаша вода и така. Кој ти е омилено кафе? Нескафе и зелен чај. Секоја опција на зелен чај ми е омилена. Дали е чист или е со некаков додаток, лимон или џумбир, независно, јас уживам во зелен чај. Дали ти се зафатени претежно утрата од аспект на работните обврски? Зависи. Ако е снимањето рано, тогаш сите дневни ритуали, односно утрински ритуали, треба да се завршат брзо и да се излезе рано. Ако е снимањето од 9:30 или од 10 часот, јас во принцип доаѓам секогаш на работа порано од колегиумот кој е во 11 часот, за да си го прилагодам денот, да завршам и некои приватни обврски ако може предходно и да се подготвам евентуално за некое снимање или да испратам прашања до некоја институција ако правам тема, па има проблеми, па треба да одговорат и институциите, така што во принцип тука сум пред 10 часот секој утро во телевизија. Колку се разликува новинарството од кога започна да работиш од поранешните времења, па се до ден денес, може ли да направиме некоја споредба? Па има разлика, пред се во пристапот кон работите и има разлика во едукацијата. Порано некако, барем оваа телевизија работеше на некаков поинаков принцип, некако посталожено, пополека се одеше, сега е се побрзо, а тоа не е само случај со нашата телевизија, тоа е случајот со сите медиуми, затоа што техниката тоа го овозможува и тука гледаме во содејство со техниката да одговориме на сите обврски, значи многу побрзо се работи. Тоа ми е едната забелешка, а втората забелешка дека во минатото имам впечаток дека посебно помладите колеги беа пописмени за разлика од денес и порано немаше такво копи-пейст новинарство како денес. Некој да објави еден текст па да го преземат сите портали некритички и со грешки да го пренесат како што првично било објавено. Денес тоа е многу чест случај, а порано не беше. Сметаш ли дека овој проблем на некој начин би се надминал со текот на времето? Па треба да работиме сите да се надмине, затоа што ако ние не го чуваме и негуваме нашиот македонски јазик, нашиот правопис и граматика, нема кој друг, а медиумите се освен да информираат и да едуцираат, така што тоа влегува во корпусот на обврски на секој медиум, значи правилно известување, правилно информирање, користење на стандарден јазик, интерпункциски знаци и така натаму. Дали сметаш дека се следи доволно култура кај нас, односно дали сметаш дека секторот култура добива доволно медиумско внимание? Да, тука си сосема во право, Марија. Тоа е случај последниве 10-15 години. Редакциите се во принцип секаде затворени, со ретки исклучоци, културата е на маргините. Тука вината не ја гледам само до медиумите, туку и до уметниците, затоа што тие треба да се изборат за просторот кој им е без причина одземен, а тие во принцип не го прават тоа, се јавуваат и инсистираат да се покријат само нивни проекти, кога значи се работи за нивен личен интерес, а не тоа една колективна борба за враќање на местото на културата во медиумите кое го заслужува, затоа што културата е нашиот идентитет. При самиот крај сакам да слушнеме нешто и за твоите почетоци. Ако не се лажам, првото работно искуство како новинар ти е во пишан медиум.
Значи, јас почнав уште како студент во студентски збор, а кога дипломирав, работев од март до декември 97 година во Дневник. Што те привлече да го работиш ова? Што ме привлече? Па тоа одеше некако уште од мали години. Во таа поранешна држава имаше една прекрасна емисија, додуше емисија за забавна музика, се викаше Хит на месецот, ја водеше Дубравка Марковиќ. И ние сите, како средношколци, бевме на некој начин заведени од неа во најпозитивна смисла, не знаејќи во принцип дека новинарството не е само такво и дека не е само тој вид новинарство. Тоа што постојано има нови работи, тоа најмногу ми се допаѓа во професијата и нема запирање, значи кога ќе си одиме, да, воопшто не е монотоно и кога ќе си одиме дома, ние не завршуваме со нашето новинарство, значи можеби дневната обврска е завршена, но интересот, љубопитноста, се тоа што е битно за една професија е присутно и ние сме 24 часа на некој начин со оваа професија. Да се вратиш назад, дали повторно би ја работел во оваа професија? За некои работи да, значи од аспект на новинарство во култура да, тоа е она што ми се допаѓа и што го работам и ќе го работам додека ја работам оваа професија, па мислам и дека и дури кога ќе се пензионирам, Боже здравје. Има аспекти кои не ми се допаѓаат затоа што во принцип еве тоа што кажав, некои нешта се под критериумите, под стандардите на професијата последниве години, но се надевам дека со заедничка работа сето тоа ќе го надминеме и дека ќе дојдат генерации кои ќе бидат како предходните, едуцирани, кои ќе го знаат македонскиот јазик. Јас велам, младите генерации знаат странски јазик, ама не знаат македонски јазик, а тоа е тажно. Тоа е тажна констатација. При самиот крај сакам да спуштаме и некоја инспиративна, мотивирачка мисла која што те води во текот на денот. Биди свој, па што и да е. Изгори, ама биди свој. Ти благодарам многу за одвоеното време. Ви благодарам и јас на вас.